Битолската музичка сцена е сцена за сечи вкус, од која произлегуваат квалитетни и реномирани уметници. Љубителите на рок и блуз звукот имаа можност да уживаат во песните на групата Мада Фанк. Ние поразговаравме со еден од членовите, кој долги години е на македонска музичка сцена, а препознатлив во групата Чоканче. Па вака, групата е формена пред отприлика година дена. Се состои од 5 членови, значи има 2 гитари, бас, тапан и вокал. Значи членовите се вокалот е Рената, гитара е Владко, друга гитара е Кики, тапани се Никола Никучо и јас на бас гитара, како крч нормално се, како да кажам, да не е. Групата почна да работи, како што кажа пред една година, меѓутоа работеше со стил нешто амплак верзи на познати работи. Меѓутоа сега сакавме да пробаме да видиме како ќе звучи тоа со музика на струја, па да видиме каква ќе биде промената. Испадна многу добро, значи беа задоволни гостите кои што сме свиреле, ние сме задоволни од она што го работиме. Така да формулата испадна добра и се надеваме дека ќе биде уште подобро понатаму. Почнавме да работиме и на свој материјал, не само на материјал или од други автори. Така да, значи тоа е сепак основата на секоја група која сака да работи нешто, прво треба да оствари нешто свое. Да остави нешто зад себе. Точно, ако наставиш нешто зад себе, џабе си работи, значи тоа е тоа. Па се шо повеќе, значи почнавме со живи свирки. Малце не е проблем што не се наоѓаме сите во Битола, во нашиот град, значи појавамо кај таму, али ми се чини дека сега по еден период од месец-два ќе се собериме тука и ќе имаме поголеми можности за соработка. Како што спомнав, работиме на авторски материјал, тој авторски материјал ќе содржи негде 11-12 песни најмногу, кои ќе бидат во стилот на блуз, рок н рол, рок, значи што мислиме дека она се бара денес. Што и се докажва према она што го свириш по кафичите, значи по наше кажано, така се гледа реакцијата на публиката и према таа реакција се трудиме и ние да одиме да оформиме таков стил. Кога битолската публика може да го очекува тој нов материјал, да го чуе? Па не можам да речем дека тоа ќе биде за скоро, за месец, два, три, али мислам дека негде до наесен ќе има барем нешто тој материјал, колку да се види во што сме се опуштиле, значи каков праве сме одбрали и така, значи за скоро не, али негде наесен мислам дека ќе биде тоа. Како реагираат присутните на вашите настапи? Кажавте, испробавте една нова формула која што очигледно битолската публика имаше нова според вас, значи имаше желба да ја чуе. Па вистина бев многу пријатно изненаден. Присутните дека што се свиреле биле секогаш презадоволни, значи почнувајќи од нас како свирачи, кој ќе гледаш дека публиката е задоволна, знаеш дека си направил нешто добро. Тоа доброто си го пренесол на публиката, публиката го прифатила и ви враќа со аплауз, со насмевка на лицето и така натаму, не. Значи формулата би требало да е добра, не е хемиска формула. Да. И ќе се трудиме да одиме значи по таа формула. Гледачите наши сега сигурно се присетуваат, значи вие не започнавте да се занимавате со музика пред една година, вас ве знаат и како член на нашата секако позната добро позната група Чоканче. Колку вашите колеги од оваа група сега бараат совети од вас, бидејќи сепак вие имате долгогодишна работа на полето на музиката? Така да не речеме предолга, али примат совети, тоа ни се допаѓа кај нив, значи не се да ние луѓе кои се само живни, кои мислат дека се знат. И баш е тоа добро, значи јас учам од нив, како тие нормално ако се помлади, виделе поинаку ги гледат работите, него јас што ги гледам сега. И тие сватиле нешто од она јас како што го гледам и мислам дека се работката ќе ни биде добро. Колку вас ви недостигаат, ја споменавме групата Чоканче, значи настапите со нив? Па нормално ни недостигат, меѓутоа од оправдани причини не можеме да работиме и баш финтата е во тоа дека ми недостига работата со Чоканче, па затоа барав некој начин да се сплотам со некои други дечки кои свират и она што се вика, она што го сакам од се срце да го работам, тоа е музиката нормално, значи без разлика дали ќе биде со Чоканче или со друга група,
важно е да се работи нешто, да бидеш креативен во животот, да створиш нешто. Едноставно да оставиме нешто зад себе, што велиме, така. Мислам, тоа е на основното. Токму така, нели, таа креативна енергија да се насочи негде, ете вие го избравте полето на музиката. Нашата екипа присуствуваше на еден ваш настап во Кафе Бар Легенд. Присутните видовме дека доста уживаат на тој настап. Каде обично настапувате? Па обично по такви кафичи, значи не одиме на концерти, пошто нормално за да направиш некој свој концерт треба да имаш авторска музика. Јас реков пред малце дека ние уште работиме на таа авторска музика, меѓутоа ќе биде и тоа. И во основа кој ќе земиме сите збеднувања на групите кои работат без разлика дали се авторска или туѓа музика се случуваат баш во вакви локалчина, нели, во кафичи кај што има жива музика. Се во нашиот град ги има такви колку се 5-6, не знам да не ги броиме на прсти. И мислам дека е добро да се појавиме во сите тие места, да не видат луѓето. И после тоа ќе видиме према реакциите, со кој чекори, со која енергија ќе одиме понатаму. Јас веќе споменав дека вие долго време работите на полето на музиката. Што би им препорачале на сите оние кои што сега започнуваат да се занимаваат и да се интересираат за таа музика? И секако ние не би кажале, не сме ние тука да делиме совети, да не бидат од оние звезди кои што се појавуваат па траат 2 дена. Што вие би им препорачале? Па пред се ова го имам кажано повеќе пати, ќе го кажам и сега. Прво треба да бидат искрени во нашо го работат. Ако се искрени во нашо го работат, сигурно ќе имат успех. Значи без разлика макар 20 души да ги сакат, тие 20 души ќе одат за нив, лично за нив ќе одат. Нема да одат за некаква си забава дека онда ќе има свирка па ќе одиме ќе шникаме и ќе пееме, него баш ќе одат да ги видат нив тие 20 души. Ако успеш да привлечиш 20 души да додат лично за тебе, тога си направил голем успех. Значи не е да се фолират, јас сум ова, јас сум она, ќе се облечам вака, онака, ќе се појавам, па не знам, ќе правам некои си таму движења со кои ќе ги привлечам луѓето. Луѓето ако сакаат да гледаат движење, ќе гледаат манекенки на фешн канали, не знам што таму, ама сепак се дојдени за музика, сакаат да слушнат, да ги слушнат музичарите што имаат музички да кажат. Гледајќи овој прилог, сигурно нашите гледачи се прашуваат каде е вашиот следен настап, каде можат сега да ве чуят во заблиско време. За најскоро време не можам точно да кажам, пошто реков дека членовите на групата не се тука во градот, меѓутоа се надевам дека за пример, ако не е наредниот викенд, барем за 1-2 недели најкасно, ќе се појавиме некаде во околните кафичи битолски, нормално, прво ќе се почнеме од Битола, така нормално. И така, значи, точно не можам да кажам, пошто имаме проблем, тоа што не сме заедно тука за да можеме да се договориме, морам да го прашам едниот, другиот, третиот, и мене да ме прашат дали сум јас слободен. А како што реков пред малце, последно месец-два ќе видиме послободни, тогаш ќе имаме малце поконкретна програма каде и кога. Наскоро Mada Funk планираат снимање на материјал, а до тогаш уживајте во нивниот препознатлив музички звук на рок концертите, фестивалите и низ повеќе места низ Македонија.